16 јули 1945 во Ново Мексико, САД, беше детонирана првата нуклеарна бомба. Од првиот тест, низ годините растеше бројот на држави кои поседуваат нуклеарно оружје, а бројот на тестирани бомби надмина 2000. 20 дена по тестот во Ново Мексико пак, нуклеарното оружје првпат беше употребено и во вистинска цел во војна – јапонските градови Хирошима и Нагасаки. Денес, вкупно 9 земји поседуваат нуклеарно оружје, меѓу кои и Русија. Одлуката на Владимир Путин да го стави нуклеарниот арсенал во состојба на готовност, набрзо по почетокот на инвазијата на Украина, предизвика страв во многу делови од светот. Всушност, го засили стравот од нуклеарен инцидент, бидејќи руската војска претходно почна да ги напаѓа и освојува украинските нуклеарни централи, меѓу кои и Чернобил. Во Украина, како превенција бесплатно се поделија таблети со јод. Теоријата е дека ако телото се засити со неконтаминиран јод, во тироидата нема да има место за радиоактивниот, кој е меѓу првите високо канцерогени супстанции, што се ослободуваат во атмосферата при нуклеарен инцидент. Стравот од нуклеарна хаварија, но и нуклеарен напад, предизвика навала во аптеките во повеќе земји низ Европа. Во САД апчињата поскапеа двојно, а прашањето дали јод таблетите помагаат при нуклеарна војна забележа раст од 1000% при пребарувањата на Google во последната седмица, објави Bloomberg. Некои држави најавија и интервентна набавка на овие таблети. Аз вярвам, че няма да се случи. Не трябва да плашиме българското население, но ние трябва да сме готови за всичко. За йодни таблетки, с йод, таблетки от йод, сигналната система. Каква е состојбата кај нас? Јод таблети побаравме во неколку аптеки во Скопје. Потрагата не одеше лесно. Во дел од аптеките ни кажаа дека ваков производ не увезуваат со години. Други пак посочија дека имаат недостаток поради зголемена побарувачка. Поречи си 1 час и неколку посетени аптеки во центарот на главниот град, успеавме да купиме јод таблети. Во првата аптека во која најдовме јод таблети, едно пакување не чинеше 243 денари. Станува збор за 30 капсули со фолна киселина и калиум јодид, кои обично се користат како додаток на исхраната и се купуваат без рецепт. Во друга аптека, вработените ни кажаа дека таблетите што претходно ги купивме не се наменети за намалување на ефектите од радиација. Како калиум јодид ни понудија друг производ. И во оваа аптека не сме биле единствени што побарале јод таблети. Тука го купивме последното шишенце со јод таблети што беше останато за продажба, бидејќи во последниве денови имало наплив од купувачи. Пакувањето со 180 таблети со калиум јодид не чинеше 1150 денари. За разликите во производите што ги купивме пак, нивната намена, ефикасност и за начинот на употреба, одговори побаравме на повеќе места. Од Министерството за здравство, на прашањата кога и кои таблети треба да се користат во случај на изложеност на радиација, но и дали државата планира нивна набавка, ни одговорија. Лекови или витамини, во случајов јод, не се препорачува да се користат само иницијативно. Потенцираме дека користењето на овие производи е неопходно да се одвива исклучиво во консултација со стручни лица, односно соматичниот лекар. До овој момент, од страна на стручните лица од оваа област, не е предложена ваква иницијатива за потреба од ваква набавка. Дека нема потреба од набавка на јод таблети, смета и Зоран Велковски од Одделението за радиациона заштита во Институтот за јавно здравје. Јод таблетите се земаат непосредно во близина на да речеме хаваријата на нуклеарна централа која има хипотетички. Значи во најблиската околина треба да земаат луѓето и тоа пред се млади луѓе под 40-45 години, особено оние кои имаат проблем со тироидната жлеза. Додека неоправданото земање на јодни таблети само може да му наштети на организмот. Украина не е баш блиску до земјава, но многумина се сеќаваат на радиоактивните облаци над Европа по хаваријата во Чернобил. Токму Институтот за јавно здравје е надлежен да ја следи радиацијата во атмосферата.
Пред седиштето на институцијата е една од 8 станици во земјава, кои преку автоматизиран систем мерат радиација во воздухот. Податоците се испраќаат до базата на Европската комисија и Меѓународната агенција за атомска енергија. Скопје стабилно е состојбата, значи околу 100 наносиверти на час. Доколку се случи нешто, ќе ги следиме препораките на Меѓународната агенција за атомска енергија и ќе постапуваме по тие, а ризикот безбедносен никогаш не може да се знае. Значи, колку ќе биде под наводници таа хаварија, каков импакт ќе има врз животната средина, врз популацијата. Така да не може однапред да се предвиди такво нешто. Ако се вклучи алармот за зголемена радиација на станицата на ИЕЗ, прва треба да реагира Дирекцијата за радиациона сигурност. И тие редовно ја следат состојбата и кај нас и во другите земји. Дента кога снимавме, во Украина немаше зголемена радиација. Ситуацијата моментално е стабилна. Инспекторот за радиациона сигурност, Горан Трајков, не очекува Македонија да има големи последици од евентуална хаварија во украинските нуклеарни централи, поради големата далечина. Сепак, тврди дека дирекцијата е подготвена и за такво сценарио, во кое при зголемена радиација би имало одредени рестрикции, како во времето по несреќата во Чернобил. Рестрикции или забрана на користење на одреден тип на храна, користење на, например, овие зелени салати, користење на млекото, користење на, например, добиточна храна за добитокот да не се користи во зависност од количината на таа радиоактивност, може да се забрани и излегување на тој добиток на испаша, па може и да дојде до рестрикции, забрана на излегување на малолетни, на деца мали, на бремени жени. Се зависи од состојбата што ќе би се случило. За следење на радиоактивноста и евентуалната контаминација на воздух, земја, вода, храна, покрај автоматизираниот систем со мерните станици и ИЕЗ и Дирекцијата за радиациона сигурност имаат опрема за теренски испитувања. Ги наоѓа оние пикови што ги има цезиумот. Ево, одно го најде цезиум 137 и сега ќе го напише на екранот дека е цезиум 137. Такви мерења имало во земјава и по несреќата во Чернобил. Професорката Христина Спасевска од Факултетот за електротехника и информацијски технологии вели дека тогаш Македонија не претрпела големи последици. Не очекува такво нешто ни при евентуално нова несреќа во нуклеарка во Украина. Најмногу погодени од катастрофата во Чернобил беше Украина, Русија, Белорусија, дел, да кажеме, Германија и евентуално скандинавските земји. Македонија имаше многу мало количество на радиоактивен материјал кој пристигна овде. Ние некако по среќа од Украина се наоѓаме многу подалеку, обрабени, да кажеме, со повеќе планински венци, кои реално, ако се случи хаварија од типот на појава на радиоактивен облак, не би требало многу да ја засегне нашата држава, нашата територија. Спасевска, иако потенцира дека со окупацијата на дел од украинските нуклеарни централи се нарушени сите начела за безбедност на еден нуклеарен објект, сепак смета дека не е можен ненамерен инцидент, ниту планирана хаварија, бидејќи последици ќе трпи и Русија. Објаснува дека при таков инцидент, мерките за заштита би се креирале според она што ќе се детектира како радиоактивен материјал кај нас. Во случај на војна пак, вели дека последиците би биле несогледливи. Кога настанува хаварија во електрана или во нуклеарен објект, нуклеарна електрана или нуклеарен објект, начелно најмногу страда околината. Исто така и кога би имале нуклеарна војна, исто така страда, нели, таму каде што паѓаат бомбите, но знаете, ако тоа стане нешто од глобален размер, јас не сум политичар, нели, немам и такво предзнаење, но секоја глобална нуклеарна војна значи крај на светот. Значи, јас не би сакала ни да зборам што би значило да има нуклеарна војна. Тоа е сосема нешто друго. Инспекторот за радиациона сигурност, Трајков пак, го калкулира и тој ризик. Па треба да се страва, да, опасноста постои, поготово употребата на нуклеарното оружје.
тогаш ќе биде нешто. Затоа што можеме да прочитаме кои се последиците од фрлањето на нуклеарните бомби во Хирошима и Нагасаки 45 година, кои се последиците од тие бомби, што предизвикале, кои човечки жртви, кои материјални штети, кои пост тие бомбардирања последици со радиацијата. Во услови на неизвестност од војната во Украина, секоја земја може само да се надева дека при евентуален инцидент или напад нема да светне и нејзиниот аларм за тревога.